Еден познат скулптор долго време работел на една скулптура од бронза постојано дотерувајќи го секој детал. Кога го прашале кога ќе биде готова скулптурата, тој им одговорил: никогаш, ќе работам се додека не дојде време да ја земат. Кога Јосиф и Марија постојано би го насочувале својот ум кон Бога во размислување и молитва, тие би ја сватиле светоста на довербата што им е укажана и не би го загубиле Исуса од вид. Со немарноста во еден ден го загубиле Спасителот, но им биле потребни 3 дена макотрпно трагање да го најдат. Истото тоа се случува и со нас. Со нашите празни разговори, кога оспоруваме или ја занемаруваме молитвата, можеме во еден ден да го загубиме присуството на Спасителот, а ќе ни бидат потребни многу денови болно трагање за да го најдеме и повторно да го добиеме мирот што сме го загубиле. Кога станува збор за нашето преобразување во Христоликост, во нашиот секојдневен живот, нашето однесување и нашите постапки, ќе треба неуморно да работиме. Би било добро да поминеме барем по 1 час во размислување за Христовиот живот. Да не дозволиме неуспесите да не обесхрабрат, борбите да не одвратат од Бога. Желодот не станува дап преку ноќ. Со неколку мачкање со четка не се произведува убава слика и како што од сидбата до жетвата е потребно време, така и нам ни е потребно време за духовно да растеме.